Градоначалникот на Боговиње Албон Џемили смета дека градежните активности за изградба на водовод за село Синичане се запрени поради политички причини. Се надева дека средбата во владата ќе биде позитивна и ќе се изнајде заедничко решение. Јас мислам дека сите, пак сме луѓе, ќе најдеме малку позитивна енергија кај сите, викам, во сите министерства, во владата, ги апелирам по најкраток можен рок да го средиме проблемот со водата во Синичане. Верувајте ми, под отворено небо, ладно е горе, бидејќи е надморска висина многу голема таму, сите луѓе спијат во шатор. Да најдеме малку време да се посветиме за тие луѓе, стварно греот ова. И да го решиме за секогаш проблемот со водата. Ние што живееме во шара, а немаме вода за пиење. Се работи за привремено решение за снабдување со вода наменета за жителите на село Синичане, но во меѓувреме општината подготвува проект кој ќе донесе чиста вода за пиење за 5 села од оваа рурална општина. Од прилика се работи за 300 литри во секунда вода, вода што ќе се каптира скроз горе, тоа е од местото каде што земат сега жителите на Синичане, може би едно 4 или 5 километри погоре тоа, и со тоа ќе го решаваме проблемот за вода за сите населени места. Да. Доколку се било како што треба, за колку време би се реализирал тој проект? Проектот сега ќе се прави скоро, им кажав на хидроинженерите да работат ностоп околу проектот, па после тоа треба да најдеме средства. Мислам дека владата, новата влада ќе има позитивна енергија да го реши најелементарниот проблем за вода. Може би тоа ќе кошта, калкулирам сега, не сакам да ме фаќате за збор, може би 1,5 милиони или 2 милиони евра. Најпрви жителите на соседното село Урвиц се противеа на изградба на водовод за село Синичане, но тие се повлекоа, откако како што рече Џемили, дознале дека се работи за извор со вода, кој не се наоѓа во атарот на нивното село. Но и покрај тоа, полицијата се уште на лице место и не дозволува продолжување на градежните активности за изградба на водоводот.